Законот за управување со електрична електронска опрема и отпадна електрична електронска опрема е донесен 1 јануари 2013 година. Одредени обврски стапија на сила веднаш, одредени обврски имаат одложена примена, тоест веќе од 1 јануари 2015 година започнуваат обврските за производителите. Производители согласно со овој закон се сите оние кои што пуштаат на пазарот на Република Македонија електрична и електронска опрема. Ова значи дека потребно е да се организираат, дали преку колективни постапувачи или самостојно, да се собира одреден надоместок со кој што ќе се покријат средства, со кој што ќе се соберат средства за покривање на трошоците за одделно собирање на отпадната електрична електронска опрема, соодветно транспортирање на истата до инсталации кои што имаат лиценца за преработка и третман, и секако дел од средствата одат за подигнување на јавната свест, за информирање на јавноста, за местата каде што можат граѓаните бесплатно да се ослободат од својот отпад, од електрична и електронска опрема. Надоместокот е пропишан согласно со закон, меѓутоа, бидејќи законот предвидува оваа обврска производителите да реализираат дали самостојно или преку колективни постапувачи, постои можноста, значи до крајот на оваа година, законот вели дека тие треба да бидат организирани веќе во овој систем, бидејќи од 1 јануари, како што кажав, стапува на сила овој закон за електрична електронска опрема и отпадна електрична електронска опрема. Колективен постапувач представува компанија формирана од производители. Значи производители оние како што кажавме што пуштаат на пазарот електрична електронска опрема. Тие сами се организираат по систем каде што плаќаат одреден надоместок по килограм, како што е дефинирано во законот. Имаме 10 категории на електрична и електронска опрема. Согласно тие 10 категории имаме и цени предвидени во законот. Тие самостојно се организираат, значи да ги реализираат своите права и обврски кои им ги дава овој закон. Нивни права и обврски кои се? Значи треба да информираат јавноста за собирните места, значи каде граѓаните можат да однесат, да се ослободат од електронскиот отпад, или треба да им кажат дека граѓаните можат и смеат кога ќе влезат во продавница каде што се продава одреден тип на каде што се продава електрична опрема или електронска опрема, можат да го остават својот неисправен уред таму, бесплатно. Продавачот е должен да го превземе. Во законот се препишани кои продавници, значи поголеми од 200 метри квадратни, треба секако да имаат одреден простор каде што ќе може да се складира она што граѓаните ќе го остават. Исто така во законот се пропишани и обврските за општините. Значи најмалку на 30.000 жители, најмалку еден собирен центар на 30.000 жители треба да постои, каде што граѓаните исто така ќе може да се ослободат од овие габаритните, големите или ситни предмети. Овие собирни центри може да бидат организирано заедно и со отпад од пакување, и со инертен отпад за шут, за отпад од мебел и така натаму. Значи тоа е обврската на општините кои што треба да ја реализираат согласно со овој закон и во соработка со колективните постапувачи. Колективните постапувачи, значи се повторувам, непрофитни организации формирани од самите производители, каде што се собира одреден фонд на средства и сите овие активности треба да бидат покриени со тој фонд. Значи дел да се платат трошоците за транспорт, собирање и транспорт, секако има се плаќани. И тоа, да се плати на рециклаторите оној дел што е опасен, затоа што тој не може да се третира соодветно во Република Македонија, ќе мора да се извезат одреден дел од тој отпад секако ќе заврши на пазарот во Република Македонија, зашто имате метал, обоени метали и така натаму, оние што имаат некоја пазарна вредност. Меѓутоа има доста голем дел од оваа опрема која што содржи опасни. Тука се прецесијалиците и оној историски отпад кој сега се менува веќе, меѓутоа во Република Македонија има таков отпад, тоа се катодните цевки кои што имаат оловна прашина, имаме жива од старите овие компјутери, старите телевизори и така натаму. Како колективен постапувач, ние не подпишуваме договори исклучиво само со производители. Тоа се увезувачи. Значи, ние подпишуваме договори и со директно рециклатори, и со собирачи, но и со поседувачи. Значи, тоа се фирми кои што ги користат средствата за нив, лично, за своја потреба. Кај нас до сега имаат подпишано 90 компании, околу 90, бројката се зголемува, што сепак е мал дел, затоа што колку што има во регистрирано, колку што знам, има во Министерството регистрирано околу над 450.
Да, согласно со овој закон, сите производители е потребно да се регистрираат. Значи, при увозот, најголем број од овие производители се увозници. Во Република Македонија многу мал дел се оние кои што произведуваат електрична и електронска опрема, меѓутоа и тие треба да бидат потребно да се регистрирани. Во моментов имаме 477 компании кои што се регистрирани како увозници на ваков тип на електрична и електронска опрема. И повеќето дел од нив се голем производители, дел од нив се мали производители, меѓутоа додека не ги достават годишните извештаи кои што се нивна обврска и до крајот на годината треба да бидат доставени, ние не можеме да знаеме. Меѓутоа тие самите треба да внимаваат затоа што обврските се однесуваат на нив. Да го испочитуваат законот и да се организираат во еден ваков систем. Пропишани се одредени казнени одредби во законот, да, апсолутно. Има казнени одредби за сите. Па високи се казните, не би знаела сега прецизно да ви кажам колка ви се казните, меѓутоа прво инспекцијата секогаш оди со едукација, значи не настапува веднаш со казнување, прво ќе се превенира, ќе се упатат правните субјекти доколку не постапиле согласно со законот, им се дава определен рок во кој што треба да ги надминат неусогласеностите, па доколку понатаму не постапат, тогаш секако дека ќе следат и казнените обврски. Имаме бројки колку се пушта на пазарот во Република Македонија електрична електронска опрема, тоа е бројка со која што можеме и така и замислен законот, одреден процент, значи од она што се пушта, колку се очекува, тоа се националните цели да биде собрано. Вие не можете да знаете колку отпад имате и во ниту една европска земја не одат со тоа колку отпад, затоа што тоа не може да се знае. Меѓутоа законот е така замислен да врз основа на она што е пуштено на пазарот, одреден процент се очекува да се собере. Нашите национални цели се до 2020 година на 4 килограми по жител ваков отпад да се собере. За наредниот период е за почеток само половина килограм, значи 0,5 килограми по жител. Потенцирам колку е важно доследно да се спроведува овој закон. Значи, електричниот и електронскиот отпад во себе содржат опасни елементи, како на пример содржат кондензатори, содржат телевизорите и компјутерите, содржат во екраните тешки метали, кои се многу штетни кога би дошле во додир со природата. Од таа причина многу е битно доследно да се спроведува овој закон и доследно да се покриваат трошоците за рециклажа на тие опасни елементи. Во спротивно би дошле во една ситуација кога овие опасни елементи би дошле во додир со природата и би предизвикале еколошки катастрофи. Во системот предвидува загадувачите да се организираат преку колективен постапувач или како самостојни постапувачи.